Ја очекувам Италијски да се врати во репрезентацијата. Некои работи тој треба да си расчисти со себе, да свати, мора да се врати да има минутажа. Беше сериозен играч на Вардар при освојување на една титула. Тој мора да повлече чекор да се врати некаде кај што ќе игра, затоа што нас не треба Талески. Барем уште 2-3 години тука да биде. И не мора да биде главен играч. Ако тоа го свати дека треба да биде дел од тимот и дека тука сакам да бидам во овие, не 16, во овие 18, сакам да го живеам овој успех, верувам дека му е криво него. Ако не му е криво, тоа може слободно да батали спорт. Така да, нас не очекува добра иднина. Јас се надевам дека ова што го прави Елка Луид само ќе ги поттикне Вардар и Пелистер да бидат уште посериозни, ќе го поттикне Вардар да малку да сврти рефлектор према млади категории, малку посериозно таму да се вклучи. Значи има веќе некои знаци од оваа година дека оди на позитивно. Пелистер веќе почнува да дава резултати во одредени категории годинава, млади категории. За ова го зборам затоа што се многу важни како клуб, големи се. Тие се локомотивата. Иако не се раѓаат во Битола и во Скопје секогаш ракометарите, се раѓаат и во Кавадац и во Струга, но каналот е тој. Сега каналот е Битола, Скопје и Автокоманда. Значи тој е каналот, таму мора да избијат. Тоа е реалноста. Така да нели че имаме ново раководство, се надевам дека новото раководство ќе ги подобри некои работи, затоа што ние би лажеле сега и би било илузорно да збориме дека ова федерација беше совршена во секој аспект. Ние може да збориме за услови на националните тимови, не знам кај би оделе погоре од ова. Значи феноменални услови, инвестиции во тој дел, но јас како човек што се бави имам еден список на работи кои што мислам дека можеме да ги подобриме со цел да бидеме подобри во иднина, да зголемиме базата, да едуцираме струката, да направиме некои промени во правилниците со цел оние чувствителни години 16-17 кога се создаваат играчи да не ни седат на клупа, да играат со двојна регистрација, да ја активираме таа двојна регистрација, таа позајмица да добие на значај. И нормално, очекувам со министерот за спорт, кој што е пак од наша фела, да има разбирање, аеродром да добие уште утре нова сала, не мора да биде голема, расадник да го обновиме, да по стапките на Радовиш да дојде сега и Богданци, да дојде сега и Прилеп да се активира таа сала што чека таму 15 години, Струга уште вчера да добие нова сала затоа што заслужува таму да се стават едно 15 постери на македонски репрезентативци. Тоа е задача на државата. Системот на надпреварување, едукација на тренери, ситни промени во правилниците е работа на националната селекција и ние ќе бидеме уште подобри.